Време е за нашата прва утринска гостинка, која е веќе сместена заедно со мојата колешка Искра. Искра, добро утро. Добро утро, Сузе, добро утро. Добро утро и за твојата гостинка. Така, Мирјана Цветковиќ, психолог во психолошкиот центар Алтернатива. Искра, би ти ја испеала онаа песната "Како е добро видети те опет". Да, не сме се виделе долго време, слика да ми оставиш. на српски ако пееш. Па јас не верувам дека ќе ме кара, песна си е песна, музика си е Како да те музика. видам повторно, ете така ќе препееш. Преведи ја, да. Убаво изгледаш, одморено, освежено. А имате и многу инспиративна тема и верувам дека кога би можеле гледачите да се вклучат, би имале неверојатна конверзација со нив. Да, прашања сигурно ќе имаат. Сега дали ќе би поделиле искуство со нас, тоа не знам, и дали ќе се премучи. Во секој случај тема за која што неверства. Сигурно не постои човек што не размислувал на таа тема. Апсолутно, или може би имал и искуства такви, но како и да е, ние не бараме признание од никого, едноставно разговорот е ваш, повелете да ве чуеме. Ти благодарам, Сузе. Мирјана, добро утро. Да, јас и Сузе си се разборевме, таква е темата што те повлекува по нешто да се кажеш, нели, на неа, но не сме слушале досега да малце од стручен нагол да ја изанализираме. Токму затоа и те поканивме ова утро овде, гледачите веќе те знаат, неколку пати ми имаш гостувано на разни теми. Знаат дека си од психолошкиот центар Алтернатива, помеѓу другите проблеми и проблематики ја третирате секако и ова. Да започнеме од дефиницијата. Така, како вие како психолози го дефинирате неверството? Фала Искра за поканата, задоволство да се биде тука со вас во вашата утринска емисија. Благодарам. Неверството може да се дефинира како практично изневерување во релација, односно во партнерска врска. Тоа значи дека тоа е тајно гледање на љубовен начин, романтичен начин со друга личност, кое што и такако може да биде повредувачко за другата особа во таа врска. Инаку... Какви се видови на неверства постојат? Постојат разноразни, повеќе типови на неверства, од кои што еве да кажам, јас прво ќе ги набројам, па потоа кратко може и да ги објасниме. Едното е да кажам флерт, може да биде вербален или невербален. Подоцна ќе објаснам. Флерт, потоа да кажам... Со очиња, демек невербален. Да, невербален, токму така. Со говорот на телото, претпоставам. Така е, да, говор на тело, некако начинот како се загледуваат, како особата загледува некој друг. Понатаму... А тоа многу често мажите знаат да го направат, да те измеркаат од глава до петици, што се вели, така? И тоа спаѓа тука? Да, точно, тоа спаѓа. Инаку, во поново време, преку развојот на електронската технологија и социјалните мрежи, многу често неверство може да се земе како и лајкнување на одредени личности. Меѓутоа, сепак зависи. Значи, ако за некоја индивидуа лајкнувањето може да биде неверство, за некоја пак друга не мора да значи дека е тоа така. Така да, прилично е тоа индивидуално. Меѓутоа, важно е да партнерите се договорат што за нив значи во овој случај дали е тоа флерт. Многу често на терапија доаѓаат лица кои што, каде што едната, да кажам, мажот смета дека е тоа изневерување, додека пак жената тоа не го смета како такво, така да ние на терапија практично им помагаме да се слушнат, да се разберат што за нив представува, доколку нели е повредувачко за другата страна и тоа се смета како еден тип нели на неверство, во тој случај не би требало личноста да продолжи со тоа. Сега нели зборувавме кратко за флертот. Понатаму... Што значи, пред да ги наброиш и другите типови, што значи, иако физички не било реализирано неверството, и ова спаѓа. Точно така, да. Добро, да ги видиме за другите некои, еве ова што спомна околу физичкото неверство, тоа значи нели дека се има тајно, односно практично физичко или сексуално неверство со друга личност. Понатаму емоционално неверство исто така може да постои, при што
личноста на некој начин се заљубува во некој друг, има свои фантазии, размислува и така натаму, меѓутоа тие немаат физички контакт. Но исто така тоа е прелюба. Тоа може дури да биде и позагрозувачки, отколку ова што го кажуваме физичкото неверство, односно да биде подеструктивно, повеќе да повреди. Некои истражувања покажуваат дека жените се посклони на емоционално неверство, додека пак мажите на физичко изневерување, поради таа привлечност и така натаму. А дали тогаш значи дека во емоционално неверство спаѓа ако еден од партнерите се уште е влюбен или има некои емоции кон некој поранешен партнер? Да, дека не ја пребродил, да речеме, таа врска се уште? Секако дека да. Во ситуација да сепак и тоа е едно тип на емоционално неверство, доколку помислува на таа личност често пати, доколку тоа му е некаква дистракција, не може да продолжи доволно со неговиот тек на живот, но генерално тоа означува исто така емоционално неверство. Но во секој случај добро е да се слушне и другата страна, односно што таа мисли, еве да кажам, понекогаш честото, односно одреден телефонски разговор со бивша девојка може да биде проблем тоа за новата девојка, за некои од нив, меѓутоа не за сите. За друга пак личност апсолутно не мора да биде тоа да биде загрозувачки, односно не мора да гледа на тоа како флерт или дека тие имаат нешто. Така да, затоа треба многу отворено да се разговара и со разбирање. Значи, отворена комуникација, да се разбираат партнерите, да се сослушуваат, на некој начин да се почитуваат меѓусебно околу тие ситуации. Да, претпоставам дека тоа е она што ние лаиците го нарекуваме љубомора. Ако е некој пољубоморен, тогаш тој праг на толеранција на тоа неверство му е веројатно понизок. Колку токму таквиот начин на гледање придонесува да го поттикне партнерот на неверство? Па не мора да значи, да кажам, може да се случи, меѓутоа генерално не е секогаш тоа во принцип, тоа веќе како нарушени брачни односи или нарушени партнерски односи може да означува, да кажам, да го поттикне повеќе можеби на расправија, а меѓу другото понатаму и нешто повеќе, еве како што кажавте, меѓутоа во секој случај различно е, не мора да значи дека е секогаш така. Така да тоа е вака во однос на тоа. А инаку во односите што спомнав, уште еден облик само да наговестам, а тоа е онлайн, односно виртуелно изневерување во поново време, преку праќање одредени слики, сликање, праќање одредени видеа со експлицитна содржина, така да доста е застапено во поново време, но и тоа исто така не баре на исто ниво како и ова физичкото или емоционално неверство што го спомнавме. Оно што знам дека сите ме интересира е зошто, што е тоа во човекот што го тера на неверство, но сакам само уште едно прашање. Спомена дека физичко неверство повеќе вршат мажите отколку самите жени. Мене оно што ме интересира е во нашето традиционално, патриархално, конзервативно општество, да речеме, дали има разлика во перцепцијата во однос на тоа дали изневерува жената или мажот? Односно, дали ако мажот го прави тоа некако се прогледува низ прстија, пострашно е жената како направи тоа? Па некако имаш право, Искра, значи ние се уште можеме да кажеме нели дека традиционално негуваме одредени вредности нели што потекнуваат уште од нашите корени, прадедовци, баби, понатаму дедовци и така натаму баби. Меѓутоа, не би можела да кажам дека на некој начин се одобрува дали мажот или жената направила неверство, иако во поранешно време повеќе се можеби нормализираше доколку мажот тоа го направи. Меѓутоа во денешно време се прилично сменати работите. Така да некои истражувања велат дека генерално кој колку прави, дека нешто мажите повеќе прават, изневеруваат, односно некаде од прилика
25% од мажите кои што биле во партнерска врска, направиле неврство барем еднаш во животот, а процентот кај жените околу 15%. Меѓутоа сега некако во поновите истражувања доаѓа до изедначување. Да, дури сега и жените со равноправност и тоа се изедначува. Точно така. Како што жените се поравноправни изгледа на некој начин, ото што го кажавме, најверојатно и се нормализира сето тоа и од страна на жените. Па ајде сега да видиме зошто, односно кои се најчестите причини, да речеме, го прават тоа луѓето. Долга е листата зошто луѓето изневеруваат, меѓутоа да кажам од некои од најчестите причини се хронична дисфункционалност помеѓу партнерите, нарушена комуникација, недоразбирања, конфликти. Тоа е една главна причина, да кажам. Друга причина може да биде недоволно зборување, односно незадоволени на некој начин сексуални потреби и фантазии, затоа што партнерите често се случува различни доживувања, различни визии да имаат, како би сакале да изгледа нивниот интимен однос, така да на некој начин тоа знае да делува на партнерите. Недоволната отвореност и комуникација знае да доведе до неверство. Понатаму, некој од следните причини, исто така, некој вела дека, ова мислам и правени се истражувања, меѓутоа и од пракса, дека недоволно партнерот ги сака, дека веќе имаат монотонија во врската и време за нешто друго. Од некоја следна причина знаат да кажат дека ситуацијата ги понела, дека не размислувале трезвено, одненадеж се случило, не мислеле на тоа, меѓутоа спонтано настанало. Да, точно така. Инаку, исто така во семејната системска психотерапија ние тоа го велиме некогаш и лојалност кон семејството по потекло. Знаете, во некои ситуации, кога што родителот или дедо или мајка, баба и така натаму биле направиле неверство, на некој начин пак и тогаш и нивните деца го оправдуваат полесно истиот чин. Значи, на некој начин се идентификуваат, на учење по модел. Чим за татко ми тоа било дозволено, секако дека зошто па јас тоа да не го направам. Во крвта е, значи, демек, така, оправдување, да. Некои пак прават неверство со цел да ја завршат својата претходна врска, односно моменталната врска во која што не се задоволни. Како одненадеж немаат друг начин, или не собрале доволно ресурси или познавање, така да тоа некако им е најбезбеден начин. Така да во секој случај недоразбирањата, конфликтите може да се каже дека се прилично чести. И во нашата пракса тоа некако се покажува во смисла дека многу често доаѓаат на терапија двајца луѓе кои што потешко може да се разберат околу тоа што е, односно што е, например, мажот флиртувал и сега жената не годува, па не знае, не може како да се договорат. Така да ние им помагаме да се разберат дека штом за едната личност тоа означува неверство, во тој случај би требало другата страна тоа веќе да престане да го прави. Да не му го правиш на другото на што не сакаш да го прави. Она што исто покрај причините, што мислам дека е многу важно да се спомене, се последиците. Кој се страда во едно вакво неверство? Не само партнерите, секако тука и малци поширок круг, така? Да, така. Обично, кога ќе се открие неверството, штом се отвори оваа тајна, тоа е прилично погубно и деструктивно за двајцата партнери. Уништувачки знае да биде. Тоа е, значи, болката што ја доживуваат и двајцата, не само изневерената страна, достигнува и ниво на траума. Но предпоставувам посилно кај изневерената страна, така? Обично така се мисли, но не мора да значи. Не мора да значи, да кажеме, зависи од ресурсите, затоа што едно неверство практично кога ќе се открие, тоа е всушност и загуба. Загуба на повеќе работи гледано. Еве да кажеме,
за оној што направил неверство, доколку дојде до прекина аферата со личноста со која што бил, тоа е исто така загуба, го доживува личноста тоа како загуба емоционална, нешто завршило. Истите фази на жалење се како и при загуба, да кажам, символична или па загуба со смрт, во смисла дека травматско искуство е она што спомна, дали е повеќе за оној што изневерува или тој што бил изневерен, не мора да значи. Иако генерално почесто се случува да поголема болка апсолутно е нанесена на тој што бил изневерен, затоа што тоа доаѓа шок, едно неверување кај личноста, прилично може да се јави лутина, бес, депресивни симптоми, криза на идентитет, кој сум јас всушност, како можеше до ова да дојде. Меѓутоа, подоцна, со тек на време, настанува и реорганизација и надминување на овие чувства. И како полесно да се излекува таа болка, да се преброди, да се пребродат сите тие фази? Со тоа што да се прифати во прво време овој настан, како таков, меѓутоа и да се работи на емоциите, да не се претрчува. Така речено, знаете, кога ќе дојдат и кај нас на терапија одредени двајца каде што имало неверство, најчесто доаѓаат лица каде што се случило неверство и двојката е со цел да ги поправат работите, односно да се прости, да ги надминат потешкотиите. И тоа секако е за поздравување. Сите оние што можеби имаат ете капацитет или одлучиле затоа што тоа е индивидуален избор. Дали некој ќе ја заврши врската, ќе одлучи нели дека ќе стави крај или ќе одлучи да оди понатаму, апсолутно е индивидуален избор кој што не би требало никој да осудува дали треба да се направи едното или другото. Може ли Мими вистински да се прости? Ама вистински. Без никакви пецкања понатаму, без подсетувања, без сомнежи, да речеме, да се има целосна доверба во партнерот иако направил неверство. Има ситуации каде што и вистински простуваат, меѓутоа тоа е многу важно да напоменам дека е потребно време. Значи, старите ќе кажат, нели, времето лекува се и така натаму. Генерално потребно е време за довербата да се врати. Штом се врати довербата, веќе тука може да се разговара или на некој начин да се направи и ревизија на претходниот однос, на претходната партнерска врска или на бракот, затоа што во суштина можеби нешто и недостасувало, нешто не функционирало уште од претходно. Така дете во врска со простувањето треба да се даде доволно време. Да биде да кажем и оној партнер кој што го прави неверството, да биде доволно трпелив во однос на таа преголемата сензитивност или ние викаме хипервигилност, односно прилично партнерот или партнерката е преокупиран, обседнат чека да не прави повторно нешто, да не се допишува. На некој начин да се прифати тој период како очекуван, како нормален, меѓутоа со тек на време да се намалува, да кажеме, таа преосетливост или преголема внимателност од страна на изневерениот партнер. Доколку тоа успешно се прости, се преброди, може ли врската повторно да биде иста како што била некогаш и дали треба воопшто да биде иста? Не само што може да биде иста, дури може да биде и подобра. Значи, постојат да не садат погрешно сега дека препорачуваме неверство за да биде подобра врската, но малку чудно звучи тоа. Да, затоа што ова што го спомна, многу често се случува, да кажам, после пребродување на неверството да нивната врска биде уште подобра. Да на некој начин, меѓутоа не само ако се случило неверството, туку многу е важно дали двојката и продолжила да работи на другите аспекти. Оние сите таа листа што ја спомнавме, треба да се открие, да самите партнери дојдат до некакво решение, до некој заклучок, што е тоа, што е причината. Многу често знаат да кажат, и јас ќе кажам прилично и партнерките, знаете, бидејќи на терапија почесто доаѓаат и двојки каде што мажите изневериле, тоа така и во пракса и насекаде и во светот е тоа, затоа што се претпоставува дека ако жена изневери, дека поголема е веројатноста може да се прекине врската или па воопшто и мажот да не сака да доаѓаат на терапија.
И сакав да кажам дека на некој начин доколку успеат да поработат на причините, да бидат доволно отворени и трпеливи, може да имат и уште подобар однос. И исто така сакам да спомнам уште една многу важна работа, тоа е дека неверството сепак е деструктивно. Значи, како и да е и во една врска, вината воопшто за неверството е целосно на оној што го прави. Значи 100% во релацијата, нели, бидејќи кога ќе се каже за некакви несогласувања или слично, ние многу често викаме 50-50 одговорноста. Тука апсолутно целата вина и одговорност е на извршителот на неверството. Апсолутно нема оправдување. Имало начин или да се најде и сето тоа, меѓутоа потоа подосна се работи во однос на репарација доколку нели двојката е спремна и одлучила да продолжат понатаму. Ми е многу интересно. И вака мислам дека можеме продолжиме уште со сати, но претпоставам дека Сузе веќе очекува да продолжи. Јас само за крај би те замолила за совет до оние кои што може би во моментов или изневеруваат или се онаа другата страна изневерена. Така, како на некој начин и веројатно слушаат нешто во моментов сега, како ним да им се помогне? Пред се преку отворена комуникација, да забележат што може би треба да се подобри во нивната релација, во врската или во бракот, затоа што доколку се занемари врската помеѓу двајца, често пати тоа и родителството е како причина, па се заглавуваат во родителската улога, занемарувајќи ја партнерската улога. Треба да се одржува врската жива. Тоа значи да се посветат двајцата на врската. Тоа и на кој начин многу индивидуално. Некои сакаат преку комплименти, одредено внимание, со зборови, пофалби, заблагодарувања, присетување на добри спомени, отворен разговор што може би треба да се подобри. Всушност, во голем дел исто така причина интимниот живот, значи на кој начин може да го подобрат него. Што значи да не сваќаме врската здраво за готово, дека треба сепак секој да поработи малку на неа. Така е, да. И знаете како, во последно време доста често и овие социјалните медиуми прават некаков притисок, затоа што доста се елаборираат пријатни срекни мигови од бракот, а не е така се светло. Ние знаеме дека конфликтите се нормални и дури се и очекувани. Ако се нема конфликти во бракот, ги покажуваат само бавите моменти, така. И тоа на некој начин прави да луѓето се чувствуваат недоволно. Дека сите други се срекни, само јас сум несрекна, така некако. Така, да. Така да тоа треба да се избегнува. Исто така она што е важно да кажам, некои особи што можеби се склони кон неверства, да се преиспитаат, да означат за себе што им е тригер и да ги избегнуваат тие моменти, ситуации, пример ако е флерт, најчесто велат дека може да се случува флерт или како некоја побрза форма на неверство. И исто така да разговарат што за нив значи неверство. Затоа што ако за некој значи едно, за друг може да значи друго, како примерот што го спомнав околу јавувањето со бивша девојка или нешто слично, така да и тоа е многу важно. Да се разберат меѓу себе, да се слушнат. Мими, многу ти благодарам и те очекувам наскоро повторно со нека друга тема. Фала многу, Искра, задоволство е тука да сте биде. Сузе, задоволство беше се слуша. Втордел на темата ви да го продолжиме. При наредното гостување, прекрасен разговор и мислам дека навистина фали втордел. А и вака размислував додека ве слушав, чаре некое за тие што имаат навики да изневеруваат вакцина, Искра. Некоја вакцина да се измисли, да препорачаме, да предложиме, не знам. Затоа што навистина е тоа сериозен проблем и во врските и во бракот. Да, има и други медицински зафати, малку поригорозни, ама да не ги кажам. Во вториот, во третиот дел. Ви благодарам многу.